Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Почина 2-годишното дете кое беше погодено со проектил во главата за време на новогодишната ноќ. 2 деца ќе останат со инвалидитет поради користење на пиротехника. Нема трага од македонецот кој беше на прославата во барот во Швајцарија во кој загинаа 47 лица. Македонија понуди помош за лекување на повредените. Полицијата заплени 10 килограми кокаин, наменет за домашниот наркопазар. Македонија останува во негативен природен прираст, 4000 лица помалку родени од починати. За годината што измина, каква политичка сцена не очекува оваа 2026 година? Можна ли е консолидација на опозицијата за економските политики, година на реформи или година можна на избори? По тема на денот, политичка анализа со Љупчо Зиков. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Почина 2-годишното дете, кое на новогодишната ноќ беше погодено со проектил метален во глава. Лекарите не можеле да издржат хируршка интервенција поради тешката и комплицирана повреда. Обвинителството нареди обдукција која треба да открие со што било погодено детето. Уште едно лице од повредените се уште е на интензивна нега. 24-часовната борба за животот на 2-годишното дете, повредено за време на новогодишната ноќ, заврши трагично. Утрово околу 2 часот на клиниката за неврохирургија во Скопје, малото дете им подлегна на тешките повреди на мозокот. Металниот фрагмент кој завршил во главата на детето се покажа како фатален. Интензитетот на деструкцијата на мозочното ткиво не дозволуваше хируршко лекување и покрај максималните напори на медицинскиот тим, исходот беше трагичен како резултат на многу тешките повреди на мозокот од страна на метално страно тело, велат од Министерство за здравство. Телото по наредба на обвинителството е предадено на обдукција. Во однос на починатото 2-годишно дете, основното јавно обвинителство Скопје издаде наредба за обдукција на телото. Патолозите ќе испитуваат поради кои причини дошло до смртни последици, дали поради залутен куршум или пиротехника, додека судската медицина го прави извештајот, МВР по наредба на ОЈО презема мерки за расчистување на случајот. Детето неофицијално било со своите родители кога се случил инцидентот. Според исказот во полицијата, мајката и детето биле во својот двор за да го гледаат новогодишниот огномет. Во еден момент слушнала чуден звук пошто забележала крв на главата на детето. Лекарите вчера го оценија овој случај како еден од најтешките примени пациенти за време на новогодишната ноќ. Првичните оценки на лекарите беа дека се работи за прострелна рана. Дете со непознати лични податоци од 2 години е примено на интензивна нега со проектил во главата од огнестрелно оружје. Немаме податоци за случката што се случило. Министерот за внатрешни го потврди случајот за кој рече дека се истражува како и под кои околности дошло до инцидентот. Во животозагрозувачка состојба е уште еден пациент од новогодишната ноќ. 30-годишен маж кој бил пронајден кај Боњаковец, за кого лекарите рекоа дека веројатно паднал од висина, е се уште на интензивна нега. Другите пациенти кои биле примени ноќта се надвор од животна опасност, велат лекарите. Новогодишната ноќ беше бурна за дежурните лекари во клиничкиот центар. Миријана Давидовска, Сител телевизија. А 2 деца ќе останат со инвалидитет поради користење на пиротехника за новата година. Се уште се во болница. Хоспитализирани со повреди од петарди има и постари од 50 години. 2 деца од 13 и 14 години ќе останат со трајни последици на рацете. Останале без дел од прстите по користење на пиротехнички средства за новогодишната ноќ. Со тешки телесни повреди итно биле примени на клиниката за детска хирургија, каде се уште се хоспитализирани и под лекарски надзор. Во текот на вечерта, значи од полноќ практично на нова година до изутрината, дежурната екипа беше во операцијна сала и ги згрижи повредите до 6 изутрина работеа. Ќе има трајни последици децата, за жал. Значи има ампутации на прсти кои што се неповратни повреди. Децата се уште на клиниката, се чувствуваат добро, денеска се преврзани, примаат соодветна терапија. И покрај забраната, тонските заплени на петарди од страна на полицијата и бројните апели од лекари за фаталните последици.
Сепак годинава, за разлика од порано, има поголем број на повредени од користење на пиротехнички средства. 10 биле амбулантски третирани, но за дел бил неопходен и хирушки третман. Она што го регистрираат лекарите е дека покрај малолетници во болница завршиле и возрастни со експлозивни повреди. Имаме 69 годишен прием на клиниката за травматологија, исто така од повреда на левата подлактица и левата шака од пиротехнички средства. Во однос на петардите имаме само двајца од малолетниците, загрижува тоа што да речеме најстариот од повредените со петардите на 57 годишна возраст, малку чудно. Изгореници, ампутации, оштетување на слухот и видот, стрес и вдишување на отровни испарувања се само дел од последиците по неправилно користење на пиротехнички средства. Повредите од петардите остануваат за цел живот, а за навидум безопасните игри да не станат кобни. Лекарите постојано апелираат. Сигурни празници без употреба на пиротехника. Сања Димитровска, Сител телевизија. Полицијата заплени 10 килограми кокаин, наменет за домашниот наркопазар. Следната недела државата ќе знае дали трговците ги качувале несразмерно цените. 10 килограми кокаин пронајде полицијата во возило во Скопје. Министерот за внатрешни работи за Сител вели дека дрогата влегла на Табановци и била наменета за домашниот наркопазар. Полицијата заплени 10 килограми кокаин во околината на Скопје. Во акција која во текот на вчерашниот ден била спроведена во координација со обвинителството, полицијата запрела BMW X5 на пат во селото Количани. При претрес дрогата била пронајдена во специјално направен бункер. Приведено е едно 26 годишно лице кое го управувало возилото со скопски регистарски таблички. Кокаин во патничко моторно возило BMW, кое што на територија на Македонија е влезено преку граничен премин Табановце. Со сигурно знаеме дека ова количина на дрога била намената за македонскиот пазар. Овој кокаин е со огромна чистота согласно првичните информации од вештачењето кое што е направено во Министерството за внатрешни работи. Тошковски вели дека е задоволен од стартот на годината. Количина од 10 килограми е откриена во рамки на претходната влада, да кажеме во целокупниот нејзин мандат. Мислам дека тука негде е колку што е откриена во рамки на оваа акција спроведена од страна на Министерството за внатрешни работи, чија што вредност улична, доколку била распространета низ македонските улици, чија што намена е била токму тоа, е во износ од околу 1 милион евра. Информацијата ја потврди и обвинителството. Оттаму велат дека веќе побарале 26 годишниот возач да оди во притвор, а под сомнение за вмешаност на повеќе лица издадени се серија наредби за истраги и вештачења. Александар Спасовски, Сител телевизија. Денеска пред кривичниот суд во Скопје протести против пресудата на лицето кое го прегази Југослав на кејот на Вардар. Нема правда, нема мир! Нема правда, нема мир! Протест против 11 годишната затворска казна за Фатон Љури кој со мотор го прегази Југослав Николовски. Протестот почна во паркот во Чаира, заврши пред кривичниот суд. На почетокот неделава кривичен го огласи Љури за виновен, бидејќи летоска управувајќи мотор по пешачката патека зад влада, удри во 68 годишниот Југо кој потоа почина. Судиката во својата пресуда напиша дека иако за делото просечно затворските казни се пониски, зачестиле сообраќајките со жртви, па 11 годишната затворска казна за Љури испраќала порака дека таквиот начин на управување моторни возила е недозволен, а се казнуваат и со високи затворски казни. Правда за Фатон Љури, неселективно судење, правда под притисок е неправда, беа дел од пораките испратени на денешниот протест. Присутните пред судот истакнаа дека затворската казна за Љури е превисока, а судовите имаат различна казнена политика. Зашто да се казни 24 годишен млад дечко, кога не сакајки се случило, утре дента може да ни се случи на сите, па имало пример и порано вакви случаи кои биле казнати на минимална казна, како случајот на Бобан Илич, што го има убиено детето 4 годишно. До кога ќе биде ова неправда кон нас на ова држава?
Уште пред почеток на протестот од Скопскиот кривичен суд преку соопштение потсетуваат дека Љури признал вина за сообраќајката и дека за висината на казна секоја странка има право на жалба пред повисокиот суд. Изразување на незадоволство преку јавни собери е легитимно право на секој граѓанин, но било каков обид за притисок не смеат и нема да влијаат врз независното судско одлучување. Секоја странка која смета дека висината на изречената санкција не соодветствува со делото, има право на жалба до повисокиот суд. Тоа е единствениот легален пат за преиспитување на една пресуда. Јавното обвинителство денеска поднесе обвинение и против 37-годишниот возач на Пасат, кој на почеток на ноември го прегази поранешниот директор на ОХИС Јорго Ќука. До сообраќајката дошло околу пладне кога обвинетиот, движејќи се по булеварот Гоце Делчев, не се придржувал до прописите и го загрозил јавниот сообраќај, со што го предизвикал кривичното дело тешки дела против луѓето и имотот во сообраќајот. Пред крстосницата со улицата Лазар Личеновски, на пешачки премин не ја намалил брзината и возел 53 км на час, односно повеќе од дозволеното во населено место. Не можел навремено да запре и со предниот дел од возилото удрил во велосипед кој поминувал по пешачкиот премин. Од ударот велосипедистот Јорго Ќука се здобил со тешки телесни повреди од кои починал на лице место. Од обвинителството велат дека настанот се смета како најтешко кривично дело од областа на сообраќајот и сторителите се казнуваат со најмалку 4 години затвор. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Надлежните тврдат, УСЈ работи по законските прописи. Македонија останува во негативен природен прираст. 4000 лица помалку родени од починати. Надлежните инспекциски служби тврдат дека УСЈ работи според законските прописи. УСЈ работи според закон, тврдат надлежните власти. Во цементарницата во 2025 година инспекторите влегле 6 пати. Извршиле 2 редовни и 4 вонредни инспекциски надзори. Директорката Гиновска вели дека не биле утврдени неправилности при ниту еден надзор. Последните вонредни беа реализирани во текот на ноември и во текот на декември. На 18.11.2025 во 22 часот со инспектор од животна средина од градот Скопје и во декември на 18.12.2025 година со инспектор за животна средина од општина Кисела Вода. При што кај сите надзори не се утврдени неправилности во работењето на овој правен субјект. На крајот од 2018 година УСЈ започна со користење на алтернативни горива како замена за фосилните горива со стапка на замена до 15%. Алтернативните горива што се користат се горива од цврст отпад, биомаса од земјоделски отпад, оризова лушпа, од одредени отпади од текстилната индустрија. Алтернативни горива кои биле користени во 2024 година се посочени биомаса од земјоделски отпад, лушпи од ориз, лушпи од кафе, селектиран отпад од текстилна индустрија, отпад од пакување, што не може да се рециклира, како и отпад од пластика, што не може повторно да се користи и рециклира. Понизати иницијативи и протести од скопјани за чист воздух, како и одлуката на Советот на град Скопје пред една седмица за дислокација на Титан УСЈ, владата се уште нема донесено каква била одлука по однос на ова прашање. Портпаролката Митева вели дека ќе се испитаат сите фактори и ќе се носи системско решение. Ценам дека едно е она што ќе се донесе како одлука, препорака или ќе се усвои во Советот на град Скопје, но друго е како владата пристапува кон решавање на проблемите, како разговара за истите и кои се институциите кои што треба да ги превземат соодветните мерки и постапки за да дојдеме ние до било какво решение. Да, ние рековме дека доколку таа препорака стигне до владата, доколку тоа е заклучокот на советниците во градот Скопје, како влада ќе седнеме и ќе ги видиме сите можности кои што стојат на располагање. Дозволата на Титан УСЈ истекува во 2027 година, но годинава во март мора да ја почнат постапката за барање на нова, а интегрирана, за да може цементарницата да продолжи со работа.
а интегрирана дозвола на фирма може да се одземе под 3 кривични прекршоци, но со нивно докажана вина на суд. УСИ е едно од 40 фирми со интегрирана дозвола во Скопје или пак дел од вкупно 120 во државата согласно регистарот што го води управата за животна средина. Лани инспекторите извршиле вкупно 1700 надзори за амбиенталниот воздух. Утврдени се 398 неправилности, пошто се издадени исто толку решенија. 2025 година се заокружува со над 30 прекршочни пријави и 4 кривични пријави за фирми. Оваа зима Скопје традиционално често се наоѓа на врвот на европските листи по нивото на загаденост. Габриела Лескова, Сител телевизија. Следната недела државата ќе знае дали маркетите несразмерно ги изголемиле цените за празниците. Од вчера на сила пак стапи законот за работно ангажирање кој треба да го намали бројот на работници на црно. 85.000 работници се уште работат на црно надвор од системот. Законот за работно ангажирање, кој од вчера стапи во сила, според министерот Дурмиши, треба суштински да ги промени овие бројки, а околу 17.000 работници конечно да влезат во системот. Законот овозможува ангажирање на вработени, невработени, студенти, ученици и пензионери без губење на нивните веќе стекнати права. Корисниците на гарантирана минимална помош не ги губат социјалните и детските права. Невработените не се бришат од евиденција и не го губат паричниот надоместок. Пензионерите не го губат правото на пензија, а студентите и учениците ги задржуваат правата од образовниот систем. Нова година заврши, наред се божитните празници. Државата се уште не знае дали маркетите драматично ги зголемиле цените на производите или не. Идната недела, сме, петок идната недела ќе бидете известени и за ова ќе ги земеме податоците од овие денови, крајните денови на месец декември и првите денови на месец јануари и ќе бидете известени и јавноста и вие за односно во рамки на ова дали има девијатно однесување од трговците или зголемување на цените, ќе бидете известени како ќе постапиме понатаму. Во минатото државата правеше така наречени кошници со кои ги замрзнуваше маржите на производите со цел стабилизирање на цените. Летоска владата најави опсежна анализа на така наречената базична инфлација и од каде таа потекнува. Анализата беше направена, но не резултираше со мерки против поскапувањето. Даниел Василев, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски најавува засилени критериуми за универзитетските професори со цел јакнење на квалитетот на високото образование. Паралелно вели дека државата треба да почне да инвестира во науката. Ако сакаме место на Шангајска листа, бројот на научни трудови мора да се зголеми 10-кратно. Премиерот денеска им порача на професорите да пишуваат повеќе трудови, за барем некој наш универзитет да се најде во најдобрите 1000. За да уживаме друштво со најдобрите во светот, еден универзитет годишно треба да објавува 1200 научни трудови во списанија со импакт фактор. Нуки им во просек се објавуваат од 300 до 500 трудови. Мораме меѓу 8 и 10 пати да го зголемиме бројот на научни трудови кои што како држави, како универзитети треба да ги објавуваме во научни списанија со фактор на влијание, се дел од базата на Thomson Reuters или позната како Web of Science. Мислам дека веќе со последните зголемувања, би рекол, прилично се достоинствени примањата на редовните професори, на ворените, на доцентите и асистентите. Впрочем, со серијата нови закони за високото образование, универзитетските професори ќе имаат обврска да пишуваат одреден број на трудови. Воспротивно, на секои 5 години ќе треба да полагаат за лиценца за да ја задржат својата титула. Премиерот за 2026 година најави и поголеми инвестиции во науката. Ако започнавме со една состојба од 340 милиони денари во 2023-та, веќе 24-та и 25-та се доближивме до ставката од 680 милиони денари, за да сега веќе за следната година имаме преку 770 милиони денари токму за ова. Дали е доволно, не е, дали треба повеќе, треба. Но е многу повеќе, би рекол, од тоа што беше состојба која што ја затекнавме. Вложувањата во науката е меѓу врвните приоритети и во националната стратегија за образование, која треба да биде патоказот на политиките по кои Министерството за образование и наука ќе се движи во следните 6 години. Министерката Јаневска најави дека стратегијата ќе ја потпише на почетокот на јануари. Габриела Лескова, Сител телевизија.
Македонија останува во фаза на негативен природен прираст на населението. Статистиката објави дека за една година се родени 16.061 дете, а починале 20.201 лице, што значи намалување на населението за над 4.000 жители. Позитивен природен прираст има само во Скопскиот регион, додека во останатите региони бројот на починати значително го надминал бројот на родени. Позитивниот прираст во Скопскиот регион е во Сарајево 8,4, Чаир 5,5 во плюс на 1000 жители. Најголем пат има во Новосело минус 14,8 и Новаци 13,7 жители. Бројот на бракови лани се намалил за 1600, а разводите се зголемиле за 259. Најмногу разводи на 1000 бракови имало во Вардарскиот, Источниот и Југоисточниот регион над 200. Реце минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин Љупчо Зиков, новинар, политички и економски аналитичар. Добро вечер. Добро вечер, Маријан. Нова 2026-та, понадежна, поуспешна или? Па пред се сакам да им честитам нова година вам, на колективот на Сител, на нашите сограѓани и на вашите гледачи. Надежна. Јас мислам дека ние со години, мојот став кој следи во јавност е познат, дека ние со години тапкаме во место, во суштина, и не очекувам некои спектакуларни промени во 26-та година, гледано од аспект на општествено-политичкиот живот и од аспект на економскиот живот. Нормално, тоа што нас вечера најмногу и не интересира. Тоа го темелите на политика која е константна, да речеме, изминативе 30 години на сите власти, или пак политика која не дава продуктивни резултати, да речеме? Веројатно тоа е политика на сите власти во овие 35 години. Македонија има, кога зборуваме за економија, значи има хронични економски проблеми кои на економистите, на деловните луѓе, на бизнисмените, па дури и на поширокото граѓанство, веќе им се познати, значи причините зашто е тоа така. Македонија се наоѓа во, ние зборуваме за инфлација овие година, 2-3 наназад, меѓутоа треба да кажеме дека Македонија се наоѓа во нешто што се вели во економијата структурна инфлација. А структурна инфлација во суштина не е краткорочната инфлација што ја гледаме ние. Значи во секој месец, секоја недела мериме инфлација, рипнале цените и така натаму. Нормално дека проблемот е многу подлабок. Зошто се појавува инфлацијата во вакви времиња кога и на најмалите шокови не се најмали, меѓутоа на шоковите во Европа и во светот, македонската економија бурно реагираше во последните 4-5 години со промената на цените. Пред се тоа, ако ми дозволите тука да го објаснам, значи да не остане необјаснено, тоа е заради структурата на македонската економија. Знаете, растот на бруто општествениот производ сиве овие години, 35 години, се одвива на директни инвестиции во последните 15-20 години, на кредитирање од надвор, значи земање кредити, ние сме ко наркоман економија, ние ако нема кредити од надвор не функционираме. И третиот сегмент е зголемувањето на личната потрошувачка на граѓаните, која повторно се зголемува врз основа на кредитирање на населението, значи кај банките. Неодамна читавме некои податоци дека помалку или повеќе колку депозити имаат граѓаните во банките, толку и кредити имаат, што краткорочни, што стамбени, што потрошувачки. Знаете, македонскиот граѓани денеска во последните години се наоѓа во едно софистицирано должничко робство. Значи ние тоа го гледаме секојдневно. Колку и претежок да звучи зборот, знаете, кога вие сте задолжени во банките под едно, кога не можете да платите на крајот на месецот комунали, кога не можете да платите основни други потреби, значи како да речеме имате едно возило, се мислите дали ќе го возите или нема да го возите, тоа се тие софистицирани форми на сиромаштво, губење на средната класа. И кога некој ќе вели луѓето ние немаме сиромаштија, да, ние немаме луѓе што не ги гледаме луѓето што одат по канти, тоа не можеме да го видиме, таква сиромаштија не постои поодамна, меѓутоа имаме овој облик на сиромаштија што за волја на вистина не е само кај нас тоа. Тоа е да прашам колку е тоа резултат на состојбите кои се случуваат во Европа. Спомнавте дека нашата економија прилично отпорноста на економијата е многу важна. Значи секоја држава во овие турбулентни времиња, значи ние се наоѓаме во Европа. Европската економија е многу лоша во последните години.
Германците во последните 10 години немаат стапки на раст. Италијаните исто така имаат 0,5-1. Германската економија дури има негативни стапки на раст последните години. Паѓање на брутоопштествениот производ, затвараат фабрики, има зголемување на невработеноста. Тоа директно влијае врз нашата економија. Зошто? Заради тоа што тоа подеден, што го кажав пред 2 минути, нашата економија е хронично зависна од странски директни инвестиции во последните 15-20 години. И знаете, кога ќе закашла германската економија, ние тоа ќе го чувствуваме. Можеби сега се уште не го чувствуваме, меѓутоа во 26-та година мислам дека ќе го почувствуваме. Според што е била добра политика на една власт, да речеме, за создавање здрава економија? Ние мораме да промениме, тоа не е на краток рок. И затоа велам 35 години, значи не е тоа владата на Мицковски, владата на Заев, владата на... Добро, да ги наредиме сега тука, Ковачевски, да Заев. Да не испуштиме некој. Да не испуштиме некој, ќе ни се налутат. Никола Груевски, предходно Бучковски, Црвенковски, Љупчо Ѓоргиевски. И Клюсев. И Клюсев. Сите влади до сега го одбра и го одбира лесниот пат, а тоа е, ако можеме, особено од Никола Груевски наваму, странските директни инвестиции беа моторот, не критички дури на моменти се носат странски инвестиции, заради тоа што тоа директно иде во конфронтација, конфликт на цели со вработеноста. Ние немаме работна сила во Македонија за да ги обслужиме тие компании. Тие имаат ограничен капацитет странските инвестиции. Колку фабрики уште ние треба да отвориме, па луѓето отидоа у странство да живеат, значи нема кој да работи. Па тука сега е темата миграции и сите тие работи, економски работници, што би рекле некои министри. Што треба? Треба да се промени структурата. Повеќе треба да се потпреме на домашни инвестиции. Заради тоа што домашните инвестиции носат профит кој останува во Македонија. Странските инвестиции, дивидендите и профитот го вадат надвор. При тоа на крајот останува само дека работниците работат за плата и тоа останува во Македонија. Работниците кои потоа одат во маркети и трошат, нели, од платата. И тоа директно влијае на инфлацијата во последните години. Сега таму има формула, таму сега да не се задржуваме на неа. Да не изгубиме цело време само на економијата. Меѓутоа, кај нас фалат предприемачи. Фалат луѓе кои ќе основаат компании, фирми, кои ќе, како знаеме, да бидеме некогаш многу горди на некои IT компании македонски кои прават добри резултати, или овие некои големи компании од Македонија кои, како Алкалоид, како IGM, како некои компании кои, да не правиме реклама вечерва, меѓутоа кои знаат да направат силни резултати надвор преку извоз. Такви компании на нас ни фалат илјадници. Сега се поставува прашањето, имаме ли ние луѓе за тоа? И што правевме 35 години, бидејќи паметта, учените луѓе, ние тука ги школувавме, државата трошеше за нив, меѓутоа денеска и заминува во странство. Ако се вратиме, економијата е пак брзана со политиката, какви се вашите проценки за политичката сцена оваа 2026 година? Ние имавме претходно локални избори, можно ли е да имаме како пандан на тие локални избори, некакви воредни парламентарни избори? Што очекувате на политички план оваа година? Па, ако се гледа она, како рекол Иво Андрич, знакови поред пута, ако ги гледаме, мислам дека Македонија ќе влезе во еден период, во една точка кај што ќе бидат неопходни предвремени парламентарни избори. И тоа сум го кажал неколку пати и сум го напишал. Дури го гледам тоа, например, во март ќе има зголемување на пензии. Линеарно зголемување на пензии. Веројатно ќе има уште нешто. Сега некој ќе рече, одвалава, ама тоа така беше ветено и тие работи. Меѓутоа, тоа се пенали, знаете. И се насеќа тој момент. Сега, од друга страна, политичката анализа вели дека опортуно е да Мицковски оди на предвремени парламентарни избори, од едноставна причина што сега, ако не ги направи, веќе влегува во втората половина на мандатот, значи следната 27 година. Потоа не знам каков ќе биде рейтингот, значи на власта, значи и кај ВМРО ДПМН и кај ВЛЕМ. Така да тој сега има некој пик на рейтинг што може да го искористи за да добие нови 4 години власт. Кој ја би бил лидер на ВМРО ДПМН, тоа така би го одиграл. Сега нормално дека тука се некои други можеби математики. Од друга страна, ние имаме една голема тема во ово општество што сите као ноеви главите у земја ги ставаме, а тоа е нашата евроинтеграција. Да, евроинтеграцијата. Добро, председателката изрази надеж вчера дека оваа година можеби ќе има исчекор напред кон тоа. Реално
тешко стојат работите, особено што ако имаме и Бугарија земе нова политичка криза без влада. Видите, имајќи во предвид нашата позиција, визави тој проблем, ја мислам дека тешко ќе оди тоа оваа година, бидејќи знаете што, една банална работа ќе кажам. Утрово прочитавме вест дека Украина и Молдавија добија либерализиран роаминг, значи во тоа. Наши ве најавуваат 3 месеци наназад дека ќе добиеме од 1 јануари. Да бидеме коректни, не рекоа дека Македонија веднаш ќе го добие, меѓутоа не ги слушам деновиве дека зборуваат на темава, на пример, би требало се пофалат. Во тој дел. Сега, тоа е таа евроинтеграција, тоа е таа работа што нас ни фали, тој дух малку да не покрене, да почне оптимизмот да владе кај нас. Бугарите воведоа евро од 1 јануари, без разлика колку еврото и да е контраверзна тема, дали тоа им е окей или не им е окей, еврото е најголемата измислица на столетието на Европската Унија, на Европа, и мислам дека тоа е еден продукт кој ќе обстане и ќе оди кон тоа на хомогенизација на Европската Унија како таква. Значи, ние колку доцниме треба да се запрашаме. Пред нас на Балканот Црна Гора и Албанија веќе грабаат напред. Колку и да велеа на времето дека Албанија нема шанси да влезе во Европска Унија, таа реално ќе влезе до 2029-30 година. Црна Гора исто така. Прашањето е што правиме ние? Зошто е тоа важно? За реформите е многу важна евроинтеграцијата на Македонија, бидејќи ние покажуваме секојдневно дека без притисок од Европска Унија ние тешко можеме да правиме, да функционираме реформи. Еве, синоќ го гледав премиерот Мицковски кај што кажува за 12 закони кои треба да ги донесеме под барање на Европска Унија, и речениците беа од типот еве уште 2 треба да донесеме, правиме, значи тоа е некаков тип на охрабрување или притисок од Европска Унија што мора да се направи. Па Мицковски вели дека до април тоа би се случило. Ете, тоа е таа реформа, бидејќи ако ја немате Европска Унија како цел, тогаш ние ќе се удавиме овде во нашите секојдневни... Добро, владата не вели дека нема како цел, останува прашањето што правиме да обезбедување на оние некакви гаранции за идентитет. Но да бидеме реални, опозицијата која беше предводник на тој евроинтегративен процес на претходните влади, да речеме владата на Заев, владата на Ковачевски, Филипче е некако многу тивок, да речеме, таа опозиција, тој СДСМ, како да не постои во поглед на во нивниот речник евроинтегративниот процес, некако дали идејата е да се игра на патриотска нова карта или пак мислите дека таму проблемите се многу посериозни? Не мислам дека ќе се игра баш по така ала ВМРО патриотска карта, значи добро, ако се земе политиката кон мигрантите као на Фидес на Орбан. Таа е изнудена политика во моментот и тоа е едно изместено прашање во нашето општество, као многу други прашања. Например, ние не разграничивме и денеска имаше теми за тоа. Ја например кога прашам кој у СДСМ според вас е идниот човек кој ќе ги води надворешните политики и евроинтеграциите на таа партија? Види Марија, препознавате ли? Не. На кого ви текнува? СДСМ како партија во периодов и во годината на назад се бави самата со себе и ние тоа го гледаме. Значи, 2 пати менува раководители, лидерства, шпици играчи и така натаму. Еве сега имаме една нова подмладена, уште поподмладена екипа. За волја на вистина пред локалните избори понудија една предлог резолуција во парламентот СДСМ за околу... Изгуби од 10.000 гласа плюс избори. Да, али тоа беше нивна политичка проценка, дека ме прашавте кој мисли за Европска Унија, значи во... Не, прашав имате ли лик, например, кој мислите дека од ръководството на партијата е... Па не гледам, промените се случија сега, завчера, разбираш, во СДСМ, што да гледаме? Треба сега некои нови избори да дојдат, па нови некои катарзи да се случуваат, па тогаш да гледаме што се случува. Знаете, во опозицијата, не само во СДСМ, ако ја погледнеме пошироко опозицијата во Македонија, немаме лидерство. Ние не се појавува лидерство во смисла на човек со тоа ќе направиме сега и за 2 години ќе победиме. Она што треба СДСМ како водечка партија во опозицијата да го прави да постави платформа, да види кои се прашањата
кон кој ќе се обраќа, значи таргетот, луѓето треба да ги види. Идните гласачи, 150.000 гласачи се малку, па и 250.000 се малку за победа, така? Значи треба тоа да се прави во следниот период. А за да се прави тоа, треба веројатно од оваа позиција после година и 5-6 месеци власт на ВМРО ДПМН, веројатно треба време да помине. Јас не знам во Македонија во 35 години некој да победил после година дена промена на власт. Добро да се има време, до оваа година ќе ги анализираме состојбите, ќе ги гледаме политичките. Текови ти благодарам за ова гостоње. Благодарам. Повечерашен гостин Љупчо Зиков. Струмичката епархија преку фондацијата Елеуса и ќе подели празнични пакети на над 200 семејства. Зоран Ѓорѓиев јаво. Подари дел од твојата трпеза, нахрани гладен, е мотото под кое фондацијата Елеус и оваа година ја реализира традиционалната божикна хуманитарна акција, преку која се обезбедуваат хуманитарни пакети за граѓаните од ранливите категории. Годинава се подготвуваат над 200 хуманитарни пакети, кои ќе бидат распределени на исто толку семејства од Струмичката епархија. Намерата на фондацијата е ниту едно семејство од регионот да не остане без празнична трпеза во пресрет на големите христијански празници. Бројот секоја година кажуваме дека е се поголем, се надеваме секоја година дека ќе се намали, но за жал овие бројки се зголемуваат. Ако почнавме со некои 67, 8, 70 пакети на почетокот од нашето работење, значи таа бројка константно на секое пакување и секоја година се зголемува за жал. Од фондацијата изразуваат жалење што расте бројот на граѓани кои немаат средства ниту за основна трпеза, но од друга страна вела дека ги радува фактот што со секој изминат ден се зголемува бројот на компании и поединци кои сакаат да донираат. Секогаш имаме фирми пријатели кои редовно донираат за секоја подготовка на пакети. Се радуваме дека многу голем дел од граѓаните на нашата општина и на нашата епархија, значи станува збор за граѓани од околината на Дојран, Берово, Беровско, Пехчево, онаму каде што дистрибуираме пакети, значи граѓаните се вклучени во овие акции, сакаат, се јавуваат, пишуваат на нашата страна, бараат начин како да донесат нешто, да донираат нешто на своите браќи и сестри и да им го разубават овој божик. Акцијата со текот на годините прерасна во традиционална хуманитарна активност која фондацијата Елеус ја организира неколку пати во текот на годината за време на големите христијански празници. Во рамки на хуманитарната дејност на фондацијата, околу 50 семејства секојдневно 7 дена во неделата добиваат и топол оброк. Паралелно со овие активности течат и подготовките на бадникарските пакетчиња за децата учесници на големиот бадникарски концерт, кој веќе стана традиционален. Годинава, според најавите, на концертот ќе учествуваат над 400 деца. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.